Αγνή παρθένε δεσποινα, αχράντε Θεοτόκε. И оваа година по трет пат по благословот на Пресвета Богородица успеавме да стигнеме на Света Гора Атонска, незината градина. Во оваа моја трета репортажа за ова место направена за порталот Инфокомпас, ќе се обидам повторно да ви го пренесам животот во оваа монашка држава, која што се наоѓа во Грција на третиот крак на Халкидики. Живот кој за многумина можеби би бил комплетно неразбирлив или нереален. По кој знае кој пат повторно се докажа тоа дека тука не важи тоа што вие сакате, туку тоа што ќе ви се даде. А оваа година навистина ние добивме многу, иако на почетокот изгледаше дека можеби и нема воопшто да стигнеме таму. Од Прилеп тргнавме со автомобил околу 22 часот вечерта, а пристигнавме во градот Уранополис или во превод Небесен град околу 4 часот и 30 минути утрината. За да влезеш на Света Гора, мора да добиеш виза Диамонтидис, која што ја дава или некој од 20 манастири или главната канцеларија. Канцеларијата во Уранополис за издавање на визи отвора во 6 часот, а веќе тука чекаа поклоници, буквално од целиот православен свет. Автомобилот може да го оставите на паркингот од спротива, каде за 4 дена престојот ќе ве чини за автомобилот околу 19 евра. Исто така има места и за електрични автомобили. Освен ако немате посебен благослов од некој од манастирите на Света Гора, може да присуствувате само 3 вечери. Визата чини 25 евра, исто како и претходните години. Откако ќе го земете Диамонтидисот, веднаш купувате карта за брод од бродската компанија која што се наоѓа веднаш над канцеларијата за издавање на визи. Но годинава имаше проблем. Поради лошото време и големите бранови, бродовите не пловеа уште од претходниот ден. А тоа е единствениот начин да влезиш на Света Гора. Со брод, копнени патишта нема. Градчето Уранополис беше преполно со поклоници кои што спиеле тука 2 дена, со надеж дека времето конечно ќе се смири и ќе тргнат бродовите. Карти сега продаваше друга бродска компанија, од каде што истакнаа дека ќе има тој ден само еден брод, најголемиот ферибот, кој што може да влезе во пристаништето и покрај брановите, но под услов сепак времето да се смири. После повеќе часови на чекање, турканици, неизвестност и страв, дали воопшто ќе појдеме, започна продавањето на картите. Се качивме на бродот и тргнавме кон главното пристаниште на Света Гора Дафне. Бродот пловеше само до тука и назад, но тоа е огромен проблем, затоа што потоа секој од верниците треба да се снајдува како знае да отиде во манастирот каде што има благослов за спиење првата вечер. Во секој манастир можеш да останеш само по еден ден. Ние првиот ден требаше да преноќаваме во бугарскиот манастир Зограф, но за жал бродот не застана на неговото пристаниште, а пешки од Дафне до таму има околу 25 километри тежок планински терен. Во Дафне влеговме во комбе кое што носеше патници до најблискиот манастир тука, рускиот Свети Пантелеймон. Тргнавме со надеж дека руските монаси нема да не вратат назад, што и се случи. Ни дадоа престој и покрај тоа што претходно немавме резервирано таму. Свети Пантелеймон е можеби највелелепниот манастир на Света Гора. Со својата карактеристична зелена боја на покривите на црквите и конаците е препознатлив од секаде. Χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής θεωνίας. Συμφία νύφευτε και των σύλλον τη ζωή υγεία θαλασσία. Место толку убаво средено, толку чисто, толку тивко и мирно, буквално како да се наоѓаш во рајот. Тука бевме и минатата година,
па голем дел од работите ни беа познати. Во манастирите главниот типик е скоро секаде ист, а потоа секој од нив си има свои посебни правила. Најчесто вечерната богослужба се служи околу 17 или 18 часот. Потоа за сите верници има трпеза, а откако ќе заврши трпезата, потоа сите се враќаат во црквата да се поклонат на моштите кои што ги има манастирот. Интересно е тоа што годинава видовме и јавна исповед на монасите на средината од црквата, каде потоа старецот на манастирот им чита и разрешна молитва. Другиот ден, утринската богослужба започна околу 4 часот. По божествената литургија има повторно трпеза. Во секој манастир има само по 2 трпези во текот на денот. Она што го забележавме кај рускиот манастир е тоа дека таа трпеза е на еден начин продолжување на литургијата, односно храна за душа и за тело. Додека се јаде за целото време, еден од монасите чита од делата на апостолите, а откако ќе се заврши со трпезата, сите се враќаат повторно во црквата да му се заблагодарат на Бог. Нешто што ние во светот сме заборавиле да го правиме. Односно, сме заборавиле да бидеме благодарни за тоа што го имаме. Сме ја заборавиле за жал благодарноста некаде далеку, скриена од нас. Единствено што знаеме е само да негодуваме и да не сме задоволни од ништо. На Света Гора се започнува и завршува со молитва. Самиот ден започнува со молитва, јадењето започнува со молитва, како и секоја друга останата работа. Се е поврзано со молитвата, која што тука ја има 24 часа. Од манастирот Свети Пантелеймон, кој што е 19-ти поред во хиерархијата на Света Гора, од 20-те манастири, се упативме пешки до соседниот манастир Ксенофонт, каде што имавме престој за спиење вториот ден. Ксенофонт е 16-тиот поред манастир во светогорската хиерархија. Манастирот е посветен на Свети Ѓорѓи и има 2 цркви, една помала и постара и друга поголема. И двете се посветени на овој светител. Големата црква е огромна и после црквата во скитот на Свети Андреј во Кареја е втора црква по големина на Света Гора. Тука се поклонивме и на голем број мошти кои што ги поседува манастирот, а присуствувавме и на сите богослужби. Имаше мошти од Свети Стефан, Свети Трифун, Света Марина, Свети Пантелеймон, Свети Ѓорѓи и многу други. Прекрасен манастир, каде што како и секаде на Света Гора, владее мирот, спокојот и пред се тишината. Света Гора е место каде што може да ја слушнете тишината. Тоа е место каде што секој ден се одржуваат по можеби околу 100 литургии и каде што непрестајно со секое откуцување на срцето на монасите се кажува Исусовата молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме мене грешниот. Вистинско предворје на рајот. Откако малку одморивме тука, пред да започне вечерната богослужба, го посетивме и блискиот манастир Дохијар, посветен на светите архангели Михаел и Гаврил, каде што се наоѓа третата по ранг чудотворна икона на Света Гора, Богородица Брзопослушница. Се поклонивме пред иконата, а чувството кога се наоѓате сами со неа во малата просторија, која што се наоѓа од десната страна на трпезаријата, не може да се опише со зборови. Третиот ден се упативме со брод повторно кон пристаништето Дафне, откаде потоа со комбе заминавме за административниот центар на Света Гора, градчето Кареја. Тука повторно имавме можност да ја начекаме отворена Портатската црква, каде што се наоѓа најпочитуваната икона достојно ест на Света Гора. Иконата се наоѓа во олтарот на црквата. Тука доаѓаат стотици верници од целиот свет само да се поклонат пред оваа чудотворна икона. Пред таа икона, архангелот Гаврил,
Во 982 година, на еден монах му ја отпеал песната "Достојно ест во чест на Богородица". Архангелот Гаврил, преправен во монах, потоа истата со прстот ја испишал на камена плоча и од тогаш се пее оваа црковна песна. Од тука го посетивме кратко и манастирот Кутлумуш, кој што се наоѓа на периферијата на Кареја, од каде што пак се упативме кон манастирот Ивирон. Патот до манастирот Ивирон води низ прекрасни шумски предели. По патот ја посетивме келијата Панагуда на старецот Паиси, кој што е починат во 1994 година, а во 2015 од страна на Вселенската патријаршија е прогласен за светител. Во оваа келија живеел од 1979 година па се до 1994, кога поради болест заминува во Суроти, женски манастир во близина на Солун, каде и починува. Денес неговиот гроб е посетен од голем број православни верници од целиот свет. Во келијата, каде се наоѓа и малиот Параклис, се чувствува на вистина голема благодат, како и неговото духовно присуство. Душ наших очищение. Од тука продолживме до манастирот Ивирон, кој што порано бил грузиски, а сега е грчки. На Светагора постои правило: ако манастирското братство падне под бројката 7, тогаш манастирот го презема друг, помоќен и поброен манастир. Ивирон е вистинска тврдина, огромен манастир, кој што наликува на замок. Тој е трет според хиерархијата на Светагора. Пред него се Великата Лавра, првиот манастир тука, кој го посетивме минатата година, и вториот манастир според хиерархијата, манастирот Ватопет, кој што за жал не успеавме да го посетиме оваа година, затоа што првата вечер не преспиавме во манастирот Зограф, во чија близина се наоѓа и манастирот Ватопет. Во манастирот Ивирон се наоѓа втората по ранг чудотворна икона на Светагора, Богородица Портаитиса. Според преданието, таа тука доаѓа по вода. Монасите ја земаат и ја поставуваат во црквата, но истата утрината ја наоѓаат на едно место пред манастирската порта. Повторно ја враќаат назад и истото се повторува 3 дена, кога на еден монах на сон му се јавува Богородица, која што му кажала дека таа ги чува нив, а не тие неизе, и затоа треба да стои иконата до портата. Од тогаш тука е направен и Параклис, каде денес се наоѓа иконата. Богослужбите се држат во главната црква, но за литургијата монасите и присутните верници се префрлаат во Параклисот на Богородица Портаитиса. Присуството таму е како да стоите пред самата Богомајка. Според преданието, во тој момент, кога ќе ја снема иконата од Иверскиот манастир, тоа ќе биде еден од знаците за доаѓањето на Антихристот. Во близина на Иверскиот манастир се наоѓа и местото каде што за прв пат стапнала Богородица на Светагора. Имено, според преданието, со дел од апостолите таа заминува за Кипар, но силната бура ја носи до Светагора. Таа стапнува за прв пат на ова место и тука потекува извор кој што извира до денес. Од тогаш, таа го благословува ова место и бара од незиниот син Христос тоа да биде незината градина. Така и настанува Светагора. Таа сцена е опишана и на една од фреските на влезот од манастирот Ивирон. Тоа беше последниот ден од нашето трето патување на Светагора. За нас го оставивме ова чудесно место, со надеж дека повторно ќе се вратиме тука најбрзо што можеме.